Првиот работен ден на новиот премиер почна во 10 часот. Дојде во зградата на владата каде први го пречекаа соработниците кои ќе бидат дел од неговиот тим. Во владата Мицкоски се сретна со неговиот претходник, техничкиот премиер. На кусата средба Џафери, како што соопштија од владата, посакал успешна и ефикасна работа на идниот владин кабинет. Во владата Мицкоски се сретна со неговиот претходник, техничкиот премиер. На кусата средба Џафери, како што соопштија од владата, посакал успешна и ефикасна работа на идниот владин кабинет. Се зборувало и за успешно спроведените фери демократски избори кои донесоа промена на власта, како и за потребата од продолжување на реформите. Во првиот ден како премиер, Мицкоски најде време и за присуство на поставување камен темелник на нова спортска сала во Штип. Јас сум навистина горд што можеме вака убаво со проекти веднаш да го почнеме нашиот мандат како влада, се разбира. Убеден сум дека тоа ќе ја врати надежта кај граѓаните, дека Македонија ќе ја биде. Денеска јавноста беше информирана за примопредавањата во внатрешни работи, во здравство, во правда, во локална самоуправа, во образование, во култура. Најсвечено беше во Министерството за одбрана. Македонија денес е член на НАТО семејството, систем кој обезбедува на сите наши сограѓани безбедност, која е клучна за сеопфатен општествено-економски развој, кој е еден од најважните стратешки приоритети на оваа влада. Пред вас присутните, пред целата јавност се обврзувам дека ќе работам на јакнење на меѓународниот углед и позицијата на државата. Ветувам враќање на достоинството на армијата. Првата одлука на Арбен Таравари како министер за здравство беше поврзана со низа разрешувања. Денеска разрешив 6 или 7 директори кои што беа ВД директори економски. Се надевам во тек на идниот ден и задутре ќе видам уште 6, 7, 14 се ВД. Другите ќе причекаме законот експресно да го смениме, да нема веќе економски директори. Се надевам за месец дена нема да има ни еден економски директор. Новата влада, која со 77 гласови за беше избрана синоќ, има 24 члена. Премиерот, 20 ресорни министри и тројца без ресор. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.